Почитувани, најпрвен би сакал на сите работници да им го честитам Меѓународниот ден на трудот и да им посекам добри професионални успеси, подобри услови за работа и подобар животен стандард во предстојниот период. Денес сме дојдени пред синдикатот за да видиме што прави синдикатот на денот на работниците. 1 мај е ден кога синдикатот треба да биде најгласен. Наместо тоа, околу нас тишина и молк на синдикатот. Го прашуваме раководството на синдикатот зошто молчи во услови кога. Прво, стандардот на работниците од ден на ден се повеќе паѓа. Се живо поскапи, струјата, бензинот, парното, другите основни животни потреби, а платите тоа не го следат. Истовремено, во Македонија е се поголем јазот меѓу богатите и сиромашните, и од ден на ден сиромашнима се повеќе. Второ, бројот на работници во индустријата се намалува. Пред 3 години за повеќе од 6%, потоа за дополнителни 1% и само во првите 3 месеци од годинава за уште 1,4%. Трето, се намалија работничките права. Например, периодот за кој се дава обештетување при отпуштање на работници од работа се намали од 5 години на 1,5 година. Дополнително, сведоци бевме и како на градилиштата гинеа работници. Ова се само дел од проблемите со кои се судираат работниците. Затоа зачудува денешниот молк на синдикатот и се поставува прашањето: кому му одговара молкот? На работниците сигурно не. На раководството на синдикатот можеби. Еве само дел од мерките за кои СДСМ бараше и ќе бара поддршка од синдикатот за да ја натераме власта да ги прифати. За гарантираната минимална плата да биде 9000 денари и да важи веднаш и за сите. Бадијала е минимална плата ако таа не важи веднаш и во целост за сите оние на кои што им е најпотребна. На чевларските, текстилните, кожарските работници и така натаму. Обезбедување на стриктна примена на законот за минимална плата преку привремено ангажирање на управата за јавни приходи како контролор на исплата на платите. Нова регулатива во однос на работното време на работниците, особено за работењето во ноќна смена. Враќање на старото законско решение со кое периодот за кој се дава обештетување при отпуштање на работници од работа повторно да биде 5 години. Ова се дел од мерките што СДСМ континуирано ги предлага на власта, собранието, а за кои најмногу поддршка очекуваме од синдикатите. Ова се добри мерки и поддршката на овие мерки ќе покаже дека раководството на синдикатите навистина се грижи за правата на работниците, а не за сопствениот интерес. Благодарам. Дали имате некои прашања? Може ли прашање надвор од темата? Дали ми може? Вие соочување со господинот Ставровски, бидејќи Црвенковски? Вака сега, значи апсолутно. Значи вака сега, да ве потсетам дека јас, министерот Ставровски, го поканив на отворена јавна дебата уште пред 3 години. Тој кога сака, каде сака, во живо да е емисијата. Тој за 3 години не се охрабри да прифати таква покана. Во однос на споменувањето на тоа што го спомнавте, треба да ви кажам вака. Доколку така наречениот нов бран во ВМРО ДПМН се планира да значи и смена на премиерот Груевски, односно доколку со новиот бран ВМРО ДПМН сака да го замени премиерот Груевски со Ставровски и Ставровски да биде на лидерското место во ВМРО ДПМН, тогаш и председателот на СДСМ Црвенковски со задоволство ќе прифати таква дебата.